Селекторот на машката сениорска репрезентација на Македонија Маријан Илиевски, кошаркарите Адем Мекиќ и Џејкоб Вајли и потпредседателот на Кошаркарската федерација на Македонија Младен Ѓуровски денеска на пресконференција одржана во спортската сала ги искажаа своите очекувања пред почетокот на надпреварите од втората фаза од предквалификациите за светскиот куп 2027 во Катар. Првиот надпревар против Романија е закажан за утре од 20 часот во спортската сала во Куманово. Момците кои се овде се играчи кои со гордост ќе го носат дресот на Македонија. Ќе донесат една нова енергија и се надеваме дека пред полна сала каква што очекуваме, ќе го дадат најдоброто од себе, рече на пресконференцијата селекторот Маријан Илиевски. Кошаркарите најавија добра игра, барајќи од публиката во салата и од целокупната јавност сепак да покажат трпение за овој подмладен состав. Репрезентацијата е драстично променета од сето она кое што беше во последниот прозор. Можам само да го истакнам делот кој што е на моје лично задоволство од пристапот и начинот на тренажниот процес со сите играчи кои што се вклучени во овој краток временски период, бидејќи и во овој краток временски период не бевме комплетно сите заедно, се дополнува играчи. Сликата која што ја имаме од двата пријателски надпревари со Швајцарија, иако е позитивна, значи не смееме да се потпреме на незе и јас секој пат сум оној кој што инсистира да бидеме приземни во сите наредни надпревари, бидејќи не смееме да гледаме на работите еуфорично. Овие играчи кои што во моментот се присутни во репрезентација се играчи кои што навистина со гордост ќе го носат дресот во утрешниот надпревар. И она кое што го прикажуваат во овој период е една сосема нова енергија, која што верувам дека и пред самата јавност и пред полна сала во која што се надеваме дека ќе имаме на овој надпревар, ќе го дадат исто својот максимум и дека тој императив кој што се играчи кои што носат промени после подолг временски период, ќе го прикажат на терен и дека она кое што го имаат како квалитет, а тоа е енергија, младост, желба за победа, ќе биде присутен на утрешниот надпревар. Бидејќи градот Куманово е домаќин на овој надпревар и градот Куманово е некој кој што навистина има спортски дух, конкретно спрема кошарката, кој што сите ние сме биле некој пат дел од таа приказна или сме надвор од таа приказна. Значи, секој пат знаеле да ги наполнат салите, секој пат знаеле да проценат што е добра кошаркарска атмосфера и да ја направат таа кошаркарска атмосфера. Би бил благодарен во име мое, на стручниот штаб и на играчите да ни дадат, значи, максимална поддршка, да бидат шести играч на нашата репрезентација и очекувам дека ќе бидат во најголема бројка присутни на самиот надпревар и дека заедно ќе растеме во сето ова што значи нова млада репрезентација и сето она што значи иден успех на градот во однос на спортот. Нова слика, нова репрезентација, млада репрезентација, желна за докажување, желна за победа, гладна за успех. Со, за жал, малку помалку искуство, меѓутоа мислам дека тоа може да се надокнади со сите оние работи кои веќе ги направив. Би ја замолил публиката да не подржи, да биде трпелива со оваа репрезентација, со овие млади деца и млади нади. Сигурен сум дека ќе секој еден во тимот ќе даде максимум, секој еден во тимот без нималку љубомора или завист ќе го бодри својот соиграч, односно сите нас. Така што искрено сум пресреќен што сум дел од оваа млада репрезентација и се надевам и би бил премногу среќен ако би можеле да оствариме позитивен успех. Што значи позитивен успех ќе видиме, меѓутоа за нас моментално е најбитно само да дадеме 100% на секој надпревар и да направиме некоја конекција со македонската публика и јавност.
First, I want to say it's an honor to Чест е да бидам дел од македонската репрезентација. Кога ми се јавија, бев возбуден што повторно ќе дојдам и ќе играм за Македонија. Очигледно е дека имаме млад тим. Голем дел од играчите од минатото се повлечени од репрезентацијата. На нас поискусните е да им помогнеме на оние помладите. За мене бројот на поени не е толку важен колку карактерот што треба да го покажеме и ние како лидери, но и целокупната репрезентација. Очекувањата се да играме максимално, со висок интензитет и да покажеме дека можеме да играме на високо ниво. Би сакал да истакнам дека ова е едно ново подлавје во македонската кошарка. Гледате дека целата репрезентација е подмладена и би ве замолил како медиуми да бидете трпеливи, на резултатите нема да изостанат во иднина. Селекторот и момците ја имаат целосно нашата поддршка. Се надевам дека им обезбедивме добри услови за да се подготват како што треба. Што се однесува до надпреварот, кој е на втори, се надевам дека ќе биде празник на кошарката, очекувам полна сала. Драго ми е што се поклопува со отварањето на новата сала во Куманово. Поканете се сите да присуствуваат на овој надпревар, со надежда дека ќе направиме спектакл.